Почитувани гледачи, убав сончев ден овдека во градинарскиот центар Хорти Дизајн. Вие ја гледате 17-та емисија од серијалот Гарден клуб Градини. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Најголем избор на опрема и алатки за уредување и одржување градини од најпознатите светски брендови во салонот на МТД Градина, трговски центар Олимпико. Моторните масла Пенасол ги задоволуваат највисоките барања и спецификации на автопроизводителите. Дозволуваат постигнување на максимална моќност, заштеда на гориво и обезбедуваат ефективна заштита на моторот. Германското масло Пенасол е идеален избор за вашето возило. Повеќе информации на телефонскиот број 02 3 109 258. Традиционално веќе по трет пат ќе го направиме нашиот конкурс за избор на најубава градина во рубриката Нашите градини. Знаете дека тука учествуваат градини кои сами си ги направиле своите собственици. Што значи дека немојте да се срамите, слободно пуштете слики од вашите градини или контактирајте не на следниве телефони, каде што ние заедно со нашата екипа ќе дојдеме, ќе ја снимиме вашата градина, ќе ја кажете вашата приказка околу градината и ќе бидете еден од конкурентите за избор за најубава градина за 2014 година во конкурсот на емисијата Гарден клуб Градини. Како што знаете, тие што гледале и претходните 2 години од нашите спонзори, победниците беа богато наградени. Можеме да се пресетиме и на победниците во минатите 2 години. Се надевам дека и оваа година ќе биде добра конкуренција и навистина ќе ги одбереме победниците, оние кои навистина заслужуваат да бидат победници на нашиот конкурс Гарден клуб Градини за 2014 година. Хортикултурата, како гранка на агрономијата, е фокусирана на одгледување на овошје и зеленчук, пейсажно уредување на градини, јавни површини и паркови. Зборот хортикултура потекнува од латинските зборови хортус, што значи билка или градина, и култура, што значи одгледување. Во последно време, хортикултурата се повеќе се поистоветува со пейсажното дизајнирање на градините и нивното оплеменување со разни видови на билки, растенија, како и декоративни елементи. Доколку сакате од својата градина да направите место кое што ќе ви буди чувство на мир и спокојство, обидете се да направите јапонска градина. Јапонската градина е базирана на едноставност, мистерија и детали.
почитувани гледачи, денес навистина имаме еден интересен гостин во нашата емисија. Ова ќе биде еден серијал кој навистина ќе го задржи вашето внимание, бидејќи се работи за јапонските градини, а нешто повеќе за тоа, ја имаме честа во нашата емисија да ни гостува Лидија Ристовска, која инаку има дипломирано на земјоделскиот факултет во Скопје, одсек цвеќарство, но исто така има магистрирано во Јапонија за пейзажна архитектура. Ти благодарам, Лидија, што ја прифати нашата понуда да гостуваш во Гарден клуб Градини. Ви благодарам многу на поканата. Па, Лидија, за почеток, од каде љубовта кон хортикултурата и како тоа да еве еден наш човек овде од Македонија, еден наш стручњак да ги заврши тие студии во Јапонија? Жилбата да студирам пейзажна архитектура ја имав одамна, меѓутоа во тоа време во Македонија не постоеше како насока да се изучува и заради тоа јас сметав дека е добра основа да завршам цвеќарство, за понатаму од секогаш бев сигурна дека ќе ги продолжам студиите, бидејќи едноставно не можев да го учам она што го сакам. И жилбата да учам баш јапонски градини потекна многу чудно, една чудна коинциденција. Првата градина која што ја видов и вистина многу ме заинтригира беше во сушност западна градина, беше во Лондон, меѓутоа беше инспирирана од јапонските традиционални градини. Тоа ме натера да истражувам многу повеќе за јапонските градини и после долги обиди да научам повеќе, сватив дека нема доволно информации на англиски јазик и дека морам да отидам таму ако реално сакам да научам нешто повеќе за јапонските градини. Кога зборуваме за пейзажна архитектура, многу пати тој термин кај нас се користи, меѓутоа некои го толкуваат правилно, но повеќето по моје мислење го толкуваат неправилно. Мислам дека си ти навистина стручњак еден од таков ков што можеш да ни објасниш што е навистина пейзажна архитектура. Пейзажната архитектура е наука која што во себе ги опфаќа три сегменти, меѓу кои обликување на просторот, планирање на просторот и озеленување на просторот. Кај нас терминот хортикултура во суштина се користи наместо пейзажна архитектура, меѓутоа по дефиниција хортикултурата представува производство на меѓу другото и декоративни растенија и е тесно поврзана со пейзажната архитектура. Меѓутоа не е пейзажна архитектура. Во таа насока, во текот на нашите студии, голем фокус беше ставен на одржувањето на градините. Секоја недела еден ден имавме посветен исклучиво на одржување на градини, кое што се состоеше најчесто во кроење и метење и чистење на градините кои што се наоѓаа во склоп на нашиот кампус. Тие припаѓаа на нашата лабораторија. Фотографиите што сега ги гледаме се од таа пракса. Дел од овие фотографии се од праксата, меѓутоа другиот дел се од праксата која што се одвиваше еднаш годишно во империјалните палати во Киото, и тоа Шугакуин Рикју, Кацура Рикју, Киото Империјал Палас и Сенто Империјал Палас. Ова се најпрестижните, се сметаат за најпрестижни јапонски градини и праксата беше доста макотрпна, меѓутоа на крајот од секој работен ден ние добивавме тура низ целата површина на градините, дури и деловите кои што се затворени за туристи и се наменети само за императорот и неговите гости, така што беше баш скапоцено искуство да се види нешто кое што навистина е тешко да се види. За жал, фотографирањето во тие делови е секако забрането. Бидејќи ова е серијал, значи, за јапонските градини, да научиме нешто повеќе за јапонските градини, еве, родена си во Македонија, си видела се што е направено во Македонија. Која е разликата, например, во размислувањето, во уредувањето на македонската градина и на јапонските градини? Марната разлика помеѓу македонските и јапонските градини е нивната употреба, пред се, а од функцијата произлегува формата на градините. Во таа смисла, јапонските градини се најчесто се употребуваат за наблюдување, за медитација, за уживање, меѓутоа начинот на кој што се доживуваат е многу повеќе пасивен отколку кај нас во Македонија, каде што градината активно се ужива, се седи во неа, се бере од неа, се јаде од неа,
Додека во јапонските градини се е сведено на наблюдување, на една дистанца помеѓу човекот и градината, додека кај нас се случува внатре во самата градина. Другата важна разлика е тоа што градините во Јапонија имаат цел да ја реинтерпретираат природата, односно да ја имитираат на некој начин природата и при тоа целата човекова активност што е вложена во изградбата на градината не треба да биде видлива и јасно препознатлива. За разлика од тоа, во македонските градини сите линии, секоја човекова активност, секое садење на дрвцата, начинот на садење на растенијата, на обликување на просторот е многу јасно видлив. Значи човечката рака е доминантна во македонските градини. Не дека во јапонските градини не е, меѓутоа многу активно се работи да се сокрие тоа и да не е така јасно и препознатливо. Инаку, драги наши љубители на градините, јас како ваш водител морам да кажам дека сум многу голем љубител на јапонските градини и често пати кога сум работел нешто во врска со градините, сум сакал барем нешто да доловам, некогаш можеби сум успел, можеби некогаш не сум успел, но сепак треба да кажеме дека и нашите градини овде во Македонија си имаат некој свој препознатлив стил. Например, уште во доцните 70-ти или почетокот на 80-тите, мислам дека излезена книга на авторот Драган Шојлевски, која ми е многу драга, имам доста детали видено од незе, значи многу пати сум ја проучувал и сепак и нашите градини имаат некоја топлина. Меѓутоа, дадовте многу еден убав одговор која е разликата во начало меѓу македонските и јапонските градини. Дали сметате дека јапонските градини се врв кога разговараме во однос на тоа кога ќе ги споредиме со една англиска градина, келтска, медитеранска градина и останатите стилови на градини? Дали сметате дека јапонската градина е врв меѓу значи градинарите и врв во нешто што може да се направи како градина? Да, во суштина причината поради која што јас сакав да заминам во Јапонија да студирам е тоа што сметав дека јапонските градини се врвот во пейзажниот дизајн и вообичаено кога некоја работа ќе се откако која што многу ја посакуваш, откако ќе се случи или откако ќе ја искусиш, веќе престануваат да ти бидат толку возбудливи или спектакуларни тие работи. Меѓутоа многу е интересно дека јас дури и сега, откако ги искусив јапонските градини и се потрудив да научам се што можам да научам за нив во рамките на моите можности, јас се уште сметам дека тие се апсолутниот врв. Значи, не мислам дека таа естетика некогаш би можела да биде надмината од било која друга култура. Мислам, тоа се разбира субјективно, не можам да тврдам. Тоа е ваше мислење, затоа и дел од животот сте го поминали таму. Така. Сега вака едно интересно прашање, научите ли јапонски? Колку бевте таму? 2-3 години? Да, 2 години поминав во Јапонија. За жал не успеав да го совладам јапонскиот до степен да можам да ги изучувам јапонските градини на јапонски јазик. Мојата комуникација на јапонски се сведуваше на вообичаена комуникација меѓу познаници и релативно блиски пријатели, да речеме, меѓутоа моето истражување во потполност се одвиваше на англиски јазик, бидејќи јапонскиот јазик е најтешкото нешто со кое што сум се соочила во животот реално. И за крај значи на оваа емисија, како што кажав, на моја и на ваша радост, ова ќе биде како еден серијал за јапонски градини, каде што мислам дека ја имаме таа чест да бидеме овдека единствени на Балканот, бидејќи нашата емисија Гарден клуб градини е уникатна, единствена емисија на овие простори, па и пошироко. Ќе имаме шанси да дознаеме многу повеќе за суштината на јапонските градини, за некои нивни тајни што дури на интернет не може да ги најдеме и да ги прочитаме. Благодарение на Лидија. И уште едно прашање вака за крај. Што е она по вас нешто што не може нити една јапонска градина да се замисли без тоа нешто? Една работа само.
што мора да ја има секоја јапонска градина. Единственото нешто без кое што не може да се замисли ни една јапонска градина, јас мислам дека не е ништо физичко, дека не е ни некој растение, ни камен, ни дрвото како материјал, туку мислам дека е духот на јапонските градини. А духот на јапонските градини произлегува конкретно од одржувањето на јапонските градини. Јас пред да отидам во Јапонија, се надевав дека кога ќе стигнам таму ќе научам како се создава таква убавина, дека како се прави тоа. Меѓутоа, сега од оваа перспектива јас сватив дека тоа не е нешто што се прави и создава туку така, дека поставувањето на градината, уредувањето на градината е првиот процес и само првиот чекор. А убавината незина доаѓа од созревањето. Од созревањето на растенијата, од старењето на дрвото и знаците на старење на дрвото, од несовршеностите на камењата, од мофта што ќе се нафати на камењата, од сите тие работи кои што никако ние како луѓе не можеме да ги исконтролираме и работи кои што доаѓаат од со времето. Така. Само затоа јапонските градини се градини на повеќе генерации, не е на една. Ја почнал да речеме дедото, па и внуците и другите поколенија им се оставени да ги одржуваат, така да можат поколенија и поколенија да уживаат во тоа. Почитувани, ова беше воведот во овој серијал за јапонските градини. Му благодариме многу на Игор што беше наш домакин во неговата градина. Се надевам дека го привлековме вашето внимание и се надевам дека ќе го пратите овој серијал, бидејќи ќе имаме навистина интересни теми за разговор околу јапонските градини. Почитувани гледачи, пролетната сезона веќе започна. Како што знаете, како и минатите години, така и оваа година, нашата емисија Гарден клуб Градини ќе ги награди најубаво уредените градини, нормално оние градини кои се уредени од своите собственици. Наскоро ќе почне нашиот конкурс за најубава градина со помош на нашите спонзори како што се Нимет Штил Викинг и останатите Хорти Дизајн, Фоја и другите Платан Фрофи, сега да не ги набројувам сите кои ќе бидат дел од оваа акција за избор за најубава градина. Како што кажав, време е веќе да почнете да ги подсредувате вашите градини, доколку сакате да ги пријавите во нашата емисија, а овој прилог сега што ќе го гледате е нормално за косачките Викинг, од познатиот светски бренд Викинг, едни од најдобрите, можеби и најдобри на пазарот. За тоа нешто повеќе во следниот прилог. First start to take this chance, keep on trying to do these things again. One last glance with happy thoughts, somehow we can feel the summer warmth. Feel the green, smell the grass, now it's perfect and will ever last. To take a stand, to shout it out, try and show me what it's all about. One first start to take this chance, keep on trying to do these things again. One last glance with happy thoughts, somehow we can feel the summer warm. Look again, this is our time to make it yours and to make it mine. This is now and that was then. Somehow
one first starts to take this chance, keep on trying to feel this love again. Уметноста на градинарење е стара скоро исто толку колку што е стар и човечкиот род. Секоја градина е засебно уметничко дело. Ако човекот некогаш создавал градини заради својот опстанок, во последно време тоа го прави за да го разубави просторот што го обкружува. А сега погледнете во овој интересен прилог за урбаните екоградини, кој е светски тренд, кој нормално започнува од Њу Йорк, но се шири и во Европа. Се работи за мали градини на мала површина, каде што знаеме дека урбаното живење го прави тој тренд на живење да имаме многу мал простор, откружени сме со многу мал простор за живење, каде што се одгледуваат растенија кои служат нормално за конзумирање, за исхрана, а сето тоа е да се живее еден поздрав и поздрав живот. Гледајте го овој прилог, навистина интересен. Стан во срцето на еден голем град кој е полн со зеленило, а во исто време покажува модерен и едноставен стил, но сепак многу функционален и убав. Е само типичен пример за ваквите градини. Зидови прекриени со бршлен, засадени дрвца на едната страна, некои зелени детали и мебел, овошни дрвца и зеленчук во поголеми сакси. Резултатот е мала оаза за одмор и сето тоа сред градскиот метеж и бетонското сивило. Некои од ваквите градини се прават на покривот со идеален дизајн, што одговара за станови со балкони или голем простор на покривот. Стаклените панели нудат безбедност, но и супер близок поглед на градот. Едноставниот дизајн дава можност просторот да зборува сам за себе, а опцијата да се направи мал простор во внатрешноста на станот со прозорци на стаклени панели е многу практичен. Сопствениците и нивните гости можат да уживаат во погледот од покривот во текот на целата година. Божурот најчесто вирее во областите на југоисточна Европа и Мала Азија. Ова е растение кое што достигнува височина од 30 до 50 сантиметри. Расте многу споро, но во периодот на цветање дава преубави големи, раскошни цветови кои што можат да бидат во темно-црвена, бела и розова боја. Божурот е преубаво повеќе годишно растение кој има дури 30 подвидови. Божурот заедно со цветот од сливата се традиционални символи на Кина. Некои ботаничари тврдат дека првите божури во Англија ги донеле римските легии уште во 1200 година. Тие наведуваат дека овој цвет бил опишан уште во 1636 година во ботаничките книги, како и тоа дека во Европа се одгледува повеќе од 600 години. Бидејќи во минатото најчесто ги украсувал градините на богатите луѓе, како и кралските градини, некои го нарекуваат уште и кралски цвет.
Името на овој цвет доаѓа од кинескиот збор шоју, што значи најубав. Божурот во Кина е символ за богатство, убавина и чест. И во Јапонија, како и во Кина, божурот е символ на среќа и мир, особено тогаш кога е прикажан во полн цвет. Во кинеската уметност божурот се користи символично. Мотивите на божур, особено на оној со цветови во црвена боја, често може да се најдат на познатата кинеска свила, садовите, како и на дрвената резба. Божурот или Paeonia officinalis привлекува внимание со црвено-розовите цветови и густи листови. Освен што е многу декоративен за во градината или како режено цвеќе за во ваза, ова растение има и многу лековити својства кои први ги забележали и откриле старите кинези, па го ставиле на списокот на задолжителни лековити билки. Постепено неговата употреба во лекување ја превземали и јапонците. На другата страна на светот, старите грци на ова растение му посветиле и цела легенда. Според легендата, благодарение на лековитите својства на божурот, лекарот Паеон ја излечил раната на богот Плутон, кој бил ранет од страна на Хермес. Од тука потекнува и неговото латинско име. Обичајот за користење на божурот во лекувањето од грците и римјаните го превзеле подоцна и цела Европа, така што неговото име се спомнува во некои книги кои датираат дури и од средниот век. Во ботаниката под билка се подразбира секое недрвенесто растение без оглед на неговата форма, арома и други својства. Лековитите и зачински билки наоѓаат широка примена во кулинарството, медицината, па дури и во религијата. Рузмарин или Русмаринус officinalis е вечно зелена грмушка со мощне фини и гличести листови. Не бара некоја посебна нега, отпорна е на мразови, па така можете да ја чувате и надвор во надворешната средина, подочно во градината. Рузмаринот цвета налето и напролет. Во областите со умерена клима, оваа билка може да цвета и преку целата година. Игличестите листови се со интензивна арома. Рузмаринот ја стимулира циркулацијата и протокот на крв во мозокот. Ја подобрува концентрацијата и ја лекува главоболката. Иако посветен на божицата на љубовта и убавината Афродита, рузмаринот не е само символ на љубовта, тој е символ на мудроста. Потекнува од медитеранскиот регион каде што расте на почва богата со калциум, сува клима и солен морски воздух. Денес е распространет и во Европа. Највеќе се одгледува во Соединетите Американски држави и Мексико. Рузмаринот расте од 1 до 3 метри во височина. Мирисот на цветот и ливчињата е силен како камфор. Оваа билка цвета од март до мај, а понекогаш цвете и во септември по втор пат. Рузмаринот сака сонце и карпести предели и не бара многу влага. Цветот, гранчињата и листовите на рузмаринот содржат испарливи масла, чијшто квалитет зависи од климата во која вирее. Повеќе од 1000 години оваа билка е мощне ценет зачин и природен лек против многу заболувања. Историски гледано, рузмаринот бил омилена билка во античко време. Според некои легенди го обожавале римските и грчките богови. Грчките студенти го ставале на главата кога се подготвувале за испити. Причината е во тоа што според народната медицина се верува дека тој ја подобрува концентрацијата. Во Англија, оваа билка е символ на верност, а во некои култури при свадбени церемонии младоженците се китат со рузмарин.
На нашиве простори пренесен е од сончевите карпести делови на хрватските приморски делови и острови. Често се одгледува во градини и саксии, но во северните делови оваа билка треба да биде заштитена од студот. Рузмаринот расте во крајбрежниот појас на Медитеранот од Португалија до Мала Азија и Црното море. Листовите на рузмаринот се собираат во текот на летото, му се сечат гранчињата и се ставаат да се сушат. Со дестилација на гранчињата и листовите на рузмаринот се добива рузмариново масло. Цветот во цуд се собира во април и мај и се суши во сенка. Етеричното масло од рузмарин содржи смола, танини, горчливи состојки и мала количина на сапонини. Верувањата на старите народи дека рузмаринот ја стимулира меморијата го потврдиле и група научници од Универзитетот во Синсинати. Истражувањата покажуваат дека рузмариновото масло може да го спречи и развојот на рак на кожата и обезбедува заштита на кожата од штетното влијание на ултравиолетовите зраци. Оваа билка има седативни, диретички и антисептични својства и се смета за мощно ефективна во лекувањето на невралгија и слабост. Стимулативните ефекти од рузмаринот можат да ја подобрат функцијата на црниот дроб, жолчното кесе и секрецијата, што придонесува за подобрување на општата здравствена состојба на организмот. Изминатиот период беше период на дождови. Таквото време кај многу луѓе лошо влијае врз расположението. Верувам дека сите конечно сакате да дојде летото. Еве неколку идеи за летни градини во летните месеци на вашите балкони и тераси. Просторијата за дневен престој, која е со поглед на терасата, можете визуелно да ја продолжите со мала прекрасна градина во садови. Малата тераса можете да уредите така што ќе ги обоите ѕидовите и бетонскиот под во неутрални бои, за да малата градина која ја планирате на балконот визуелно изгледа поголема и попространа. За кратко време можете од својот балкон или тераса да направите приватна мала оаза за одмор и релаксација и тоа на многу економичен начин, без многу средства. Обидете се просторот да не го пренатрупате со мебел, например една лежалка би требало да биде сосема доволна. Користете висечки украси за да просторот добие боја, креирајќи при тоа опуштен изглед. Дури и ако сте лимитирани во однос на квадратурата на просторот со кој располагате, можете да постигнете изглед и стил на градина која го посакувате, било да е тоа традиционален, модерен или селски. Теракота плочките му даваат на просторот еден посебен шпански изглед, а практичниот мебел од метал му дава современа, модерна димензија. Саксиите со цвеќе, билки и зеленило само ќе го зголема чувството на задоволство додека престојувате на терасата. До тогаш осамената тераса ќе ја претворите во пријатно место за уживање со пријателите и семејството. Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Ресторани има многу, ама само еден е специализиран за добри свадби. Ви го препорачувам ресторанот Гламур. Комплетно нов амбиент, лоциран на улица Првомајска, спроти цементарница Усје. Капацитет 340 гости. Резервации на 078 30 50 43.
Традиционално веќе по трет пат ќе го направиме нашиот конкурс за избор на најубава градина во рубриката Нашите градини. Знаете дека тука учествуваат градини кои сами си ги направиле своите собственици. Што значи дека немојте да се срамите, слободно пуштете слики од вашите градини или контактирајте на следниве телефони, каде што ние заедно со нашата екипа ќе дојдеме, ќе ја снимиме вашата градина, ќе ја кажете вашата приказка околу градината и ќе бидете еден од конкурентите за избор за најубава градина за 2014 година во конкурсот на емисијата Гарден клуб градини. Како што знаете, тие што гледале и претходните 2 години од нашите спонзори, победниците беа богато наградени. Можеме да се пресетиме и на победниците во минатите 2 години. Се надевам дека и оваа година ќе биде добра конкуренција и навистина ќе ги одбереме победниците, оние кои навистина заслужуваат да бидат победници на нашиот конкурс Гарден клуб градини за 2014 година. Се надевам дека ви се допадна ова издание на Гарден клуб градини. Се надевам дека го задржавме вашето внимание со нови теми, идеи и предлози. Гледајте не следната сабота во 12:30 часот на Телма телевизија.